Јас сакам пред тебе, пред јавноста сега што не гледа, тоа никогаш нема да се случи од моја страна, бидејќи јас кажав, единствен сум јас од политичарите кои што на тројна основа се бори против тие договори, на личен, на политички, на научен план. И еве пак ќе ве прашам вас, вие сте помлади, кажете ми еден политичар во Македонија кој што на пример има направено такви само жртви од себе. Јас напуштив МВР 2002 година, веќе работев во една служба каде што ги видев сите предавства во 2001 година и излегов од МВР, направивме партија со цел да се бориме против овие битанги кои што 30 години ја рушат, ја продаваат и сега ја растурат Македонија. Кажете ми една таква жртва, бев на едно работно место кај што имав одлична плата, одлична позиција, одлични привилегии, значи напуштив работа за да се борам против овие битанги. Втора работа, еве сега ланската година го прекинав и работниот однос како професор на правен факултет, бидејќи мораше меѓу изборот, така беа околностите да се одлучам дали ќе терам политиката или професурата. Значи ја напуштам работно место професор на правен факултет, што е за многу луѓе сон во државата, или да се вработат во МВР. Еве сега имаше конкурс за полицајци, 4000 полицајци се пријавија. За моето работно место да ги повикат утре ќе се јават не 4000, 40.000. Во војната 2001 година јас останав тука, иако уште како дете ги имам сите потребни дозволи утре со семејството да се качам во авион и да отидам во една западноевропска земја. Дори и пасош може да добијам таму ако сакам, бидејќи сум бил мал. Али во војната 2001 година бев тука и не бев припадник на македонската опера и балет, него бев припадник на македонските безбедносни сили во 2001 година. Останав тука иако можев прв да се земам фамилијата и да ја напуштам државата во време кога катастрофална беше мобилизацијата, овие од ДСДС посебно сите се разбегаа по Грција, по плажите по Грција и нема кога требаше да се брани државата. Јас сум свесен. Нема, ја гледате, излегува еден куп прислушкувани разговори. 20 години во Македонија и ВМРО СДСМ се менуваат во МВР. Ајде го земеме МВР како министерство кај што има најмногу информации за граѓаните или службата за државна безбедност. 20 години таму биле директори и СДСМ и ВМРО ДПМН. Еден куп прислушкувани разговори излегува. Јас чекам еве да видам еден податок нека излезе за мене. Јас сум горд на мојата 30 годишна професионална кариера без ниту една дамка. И нема што друго да кажат по социјалните мрежи удбаш. Ајде да видиме што е тоа удбаш. И апа тие албанските портали ме крстат фашист. Таму ме нарекуваат фашист. Значи еве јас затоа ви кажав денеска. Еве имаме во живо гледачи, дајте извадете се што има за Јанко Бачев. Нема ништо. Еве некој господинот Благојат Соколовски те прашува, сака да те прашам за Клио Балкан. Тоа е Клио Балкан, таа е на моја колумна, уште пред 20 години го напишав тоа што сега се случува. Како гледа таа продажба на тие македонски национални интереси, таа еве после Петар таму ја отвори страната на единствена Македонија, нека кликне Клио, ќе му излезе колумната. Значи во таа колумна детално го претскажувам, сега да не излезе претенциозно, пред 20 години го пишувам кои се проектите на тоа рушење. Од Сашо Ордановски во тоа време тој институт се прави, во учебниците како се тоа ќе се стави. Тој проект е наречен Клио во тоа време. Значи го има таму во колумната. Сега, значи друга работа. Никој гледате во Македонија 20 години, 30 години политичарите ги купуваат овие помалите партии или за пари или за функции. Јас сум горд што никој не успел да ме купи нити со пари, нити со функции. Гледате кај Мицкоски има 20 партии, кај Заев има 20 партии. Ако ги видите лидерите на тие 20 партии, сите се кој пратеник, кој директор, кој. Значи ако ми било за функции, и Заев ме викал во коалиција, и Мицкоски ме викал, и Груевски ме викал во коалиција. Значи мојата битка е за Македонија, можеби за време на мојот живот нема да успеам тоа да го направиме што го зборевме цело време, да ги поништиме тие договори, да ја земеме власта, да ги поништиме. Меѓутоа тоа го правиме за идните генерации. Јас сакам мојата фамилија тука да биде, јас ви кажав, јас од дете ги имам сите потребни дозволи во една западноевропска земја, утре да отидам кога цела младина куферите им се спремни да бегаат од оваа држава. Јас можам тоа утре да го направам и тоа со сите легални документи, без да бидам таму емигрант или бегалец, него со сите потребни документи. Значи тука ја гледам јас едината во Македонија и јас сега тие клевети, навреди, јас сум неки имал на тие 20 години. Сум издржани куп навреди, награди. Немам намера плачко да бидам по судови да одам да тужам за навреди, за клевети како што прават многу политичари. Значи мојата смисла е фајтерски, машки да се бориме, колку ќе успееме сега, тоа зависи од волјата на народот.